Лошите луѓе Госпој направил со осиромашување. Чита Александар Станојков. Во старо време, кога шетал Госпо по земјата, видел во едно големо царство многу лоши луѓе, што правеле големи беззаконија. Помеѓу тие лоши луѓе настоен се наоѓал прави, а Арноама од ден на ден се излошувале. И слушајќи тоа нешто, Господ му се нажалило и му се посакало да и донеси на покаяние. Сиромаштија на тие лоши луѓе треба, му рекол Господ на светиите. Ајде ти, млад светија, појди при Филјан цар и да му речиш вака. Мене ме прати Господ при тебе да му фрлиш голема вергја на народот, за да се осиромашат и да се покајат. А пак, ако одат по оној гидиш, ќе пуштам од небеси жешти камења и ќе и натерам на дов земји, заедно со се тебе. Вака да му речиш и да си дојдиш. На часу светијата беше тргнал да оди при царо и да му речи тоа што му рече Господ. Одејќи светијата при тој цар, му кажал што му нарачал Господ и во истиот част се опојал од еден дув Божи и распратил по целото царство Абери да се расфрли по еден алтан на секи нувус прва вергија. Одејќи царскиот Абер по сите градови, на часо се викнале мифтарите на учумат и му се нарачало да му се фрли на секи нувус по еден алтан. Се собрале малците на секое мало и бидејќи царска заповед била, истеристемес си фрлиле по еден алтан и си платиле. Чунки, што било ако даат по еден алтан на царот, како им дадија, не беше му дошло толку лошо. Од кога се платија тие алтани, по некој месец пратил царо друг Абер по градоите, да му се фрли по 2 алтана мувус и по една недела време му се зеле од народот по 2 алтани и тога и бај ги беше се размрдале од мака што му дошло. Таман беа се собрали и по 2 алтана, се заповедало од цар уште по 3 алтани да му се земи од народот. По 4, по 5 и дори до 10 алтани. Кој што имале пари и подале, а кој што немале, куќи, ниви, ливаѓе и се што имале си испродале, само и само да си платат царската даванина. Пропискало мало и големо од тој цар, а Арноама немаа што да му прават. Сите дошле до без кошула, со ремен се опашувале, причињата низ капа беа му се сторили пјускјули, од која беше се осиромашиле, ватиле да се милуваат еден други и да си проштаваат грешките што беа си чинеле еден другиот. Сите го колнеле царо и Бога молеле да и куртулиса од него. А пак едни што се познаале од тие се грешни пред Бога, за многото лошоти што си правиле, не се срделе на царо што им мачел, чунки верувале за Господа го учи за да им мачи. Од ден на ден се покаја, ватија да не одат на суд, као што оделе, за 2 пари туткал на кадија скапувале, ер за каков кабе да си направиле, меѓу себе се проштаале. Од кога виде Господ сполај му, од сиромаштијата на луѓето и покаја, му даде друг дув на царо, за да и пофала луѓето и веќе да не излечува. Пратил елчи и царо по сите градови да пратат по 3 луѓе пратеници при царо и имал нешто да му каже. По неколку дни отишле пратениците при царо и направил еден голем мезлич. Како живеете вие, мои рајати, по вашите градови? И прашал царо. При вашата живот? Многу арно и мирно си живееме, честити царе, му одговориле пратениците. При живота твоја само што сме многу сиромаси и сме во голема скудост, а од друга страна вие бидете ни живи. Само да сте мирни и да се милувате еден други, та за сиромаштијата лесно ќе ја помините при животта моја. Сега кога ќе си ојте по дома, ќе преесапите на сите сиромаси кој колку даванина веќе дал оваа година, од која ја давал понапре, и ќе ми пратите еден тефтер, таму му и пратам назад парите, да си заватат работа и пак да си живеат како што сака Господ. Ама и друго да ви кажам. Да му кажите на народот да се милуваат како браќа и немој да си ватите пак уио што си имавте од понапре,
оти жимите којата душа живи в земји ќе ве закопам и друг народ од друго некое царство ќе донесам и ќе го населам во моето царство. Ајде со здравје сега ојте си. Сите со радост му се поклониле на царо и си отишле по градоите, да му кажале на народо и му пратиле тефтери за кој колку дал за Вердија и царо му испратил секому парите што и давал. И од тој ден народот се поукроти и си живееја како што сака Господ. Ете како го смирува сиромаштијата човека, што вели сам цар Давид, ништета человека смирјајет. Друга една приказна има спроти оваа вака. Во некое царство, кога ќе му умрел царо, ќе повикал сите млади момчиња што биле до 30 години во царскиот град и откоја ќе се собрале во тој ден што му било определено и ќе пуштеле еден гулаб да лета над момчињата и на која момче ќе му застанел гулабо, тоа ќе го направиле цар. При многуте момчиња што оделе и 3 момчиња другари и си разговарале за кој ќе биде цар. Едното велело, ако ми падне гулабо на мене и да ме клаат цар, блазе на нашиот народ што ќе живеат под мојата повела. Другото велело, ако ми падне гулабо на мене, јас ќе го направам народо со сребрени лајци да срка. А пак третото момче напротив велело, а пак јас знаете како ќе му направам на народо ако ми падне мене гулабо? Кажи бе, пријателе, му рекле двете момчиња, да видиме што добро ќе му направиш на народо. Добро да му направам, ако рекол Господ да одречи, зло за нашиот народ и сиромаштија, да така да се тргне од оваа ненавист што имаат нашите стари и сите на суд тамо скапуваат. Ич за ошто да е кабел, очите ќе се изваат. Да за нашиот народ, јас ако бидам цар, ќе го направам да пропита и со врвца ќе го опашам. Така да знаете, пријатели. Лели, така мислиш да ни правиш, Господа не ти поможи, му рекле двете момчиња. А ако е Господ права судија, пријатели, му рекол, ќе ми поможи за јас цар да бидам и да го накажам нашиот народ за злото што го има. Така муабет прејќи трите момчиња дошле во градо и застанале на местото кај што ќе го пуштаа гулабо. Дошло саато, го пуштиле гулабо и за чудо големо легол гулабо над тоа момче што велеше оти со врвца ќе го опаши народо. Видувајќи тоа нешто, двете момчиња што му беа другари, уплашени беа му расказале на многу големци зашто му мисли тоа момче да прави на народо ако се воцари. Слушајќи тоа нешто, луѓето дадоа вик: Грешка направи гулабо, да се пушти до 3 пати. Го зеле гулабо и го пуштиле повторно и трети пат, пак на тоа момче. Најпосле го воцарија тоа момче. Уште од првиот ден почнало да му врла Вердија толку многу што до 1 година со врвца ја опашал. Туку така пикскотница низ народот стана од големата Вердија што му ја врлал царо. Најпосле со врвца се опашале и сите пропитале, али тие беа што тиснеа по конаците да се суда ич за ниошто. Сите се и почнаа братски да живеат и да си помагаат кај што можеле. Од кога виде царот и се покаја, прати Абер по сите градови да се пратат сите богати луѓе при него. Дојдувајќи богатите при царо, му посакал од секого по 1000 алтани. Немајќи да му дадат, му се откажале. Лели, немате пари да ми дајте, ќе преместите онаа планина што е онде в поле и така ќе ве простам. А пак, ако се откажите, на сите главите ќе ви пресечам. 1 месец мувлет имате. Кога ги чуја тие зборови луѓето, на часу му се откажале, чујќи тоа нешто што не бидува, тоа му сака царот. На тоа згора, цар Клавдев Зандан, и знаејќи богатите оти ќе загуби царо до некој ден, почнале да се проштаваат еден другиму грешките и да се бакнуваат со солзи на очите. На месецу и изведил царо пред себе, та му рекол: зошто не ја преместивме планинката, бре, чорбаџи и стари? Кога ви реков, од кога ве пикнал во Зандан, тога ја преместивте. Кога се опулија чорбаџиите во планинката, вистина била преместена.
Слава тебе, Господи, слава тебе, си рекле чорбаджиите. Што е ова чудо што се сторило? Лели знаете, бре старци, оти е речено, ако имате вера колку си напол зрно и љубов, речете на таа планина да стане оттам и да се премести на друго место и ќе се премести, како што ја преместивте она вие. Ајде сега, ојте си секој по дома и милујте се дури сте живи, како што се милувавте во овие дни, дури бевте во Зандано. И кажете му на сио народ, оти ќе му вратам на сите што сум му го зел. И јас си одам од кај што сум дошол и клајте си друг цар. Од која и дорече тие зборови царот, му никнаа крилјата, бидејќи ангел беше пратен од Бога и пред нивните очи си летнал на небеси. Тогај дури поверуваот и од Бога му дал ангел во лице човечко да му биде цар и да и покаи. Друга една има спроти горнава. Од која опсука царо народо и донесе да пропитаат, најпосле што ќе му текне на тој цар. Му заповедал на народо да му донесат секи нувус по едно јајце бакшиш и друго ништо веќе нема да му сака за напред. Слушајќи тоа нешто народо се израдувале чунки уште тоа јајце било да му се дај и после ништо нема да му се сака. Сите се натрчале и му донесоа по едно јајце. Секој што донесол јајце го запреле таму и од која донесле сите, му текнало на царо да и натера пак да си ги земат јајцата назад, ама секој да си го познае своето и него да си го земи, а не туѓото. Кој ќе земи туѓо, ќе биде загубен од царо. Кога чуја тоа нешто народо од царот, собраа рамениците и никој не постигнал да земи јајце. На тоа згора заповедал царо да и клаат в Зандан. 3 дни и 3 ноќи што седеа в Зандано, се молија на Бога и се готвеа да гинат на третиот ден. Од многути плачења од солзите, вир станало. На третиот ден извоил царо луѓето од Зандано и натерал да одат со ред кај што беа јајцата, да видат дали ќе можат да си познаат јајцата. Едно беа се опулиле во јајцата и сите беа си и познале и си изеле. Ете, како си и познавте, пријатели, секој своето јајце, од која сите се опростивте и солзи пролеавте. Му рекол царо и на часо беше си летнал, чунки царо бил ангел.